Благодарам, Марија. Ви благодарам на сите за присуството, почитувани. Ми представува задоволство што можам да се обратам од името на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН како нејзин председател. Ви благодарам исто така на организаторите за овој настан и се надевам дека одговорите и од дискусиите на сите нас ќе произлезат решенија со што содржински ќе се подобри предлог текстот на Законот за млади. Како што истакнавме во нашето вклучување во процесот на изготовка на текстот, а тоа е дека ВМРО-ДПМН е партија која се грижела и се грижи за младите, а тоа го докажуваме и со нашето учество во овој процес. Иако ВМРО-ДПМН е преку владата на Република Македонија уште во 2011 година започна со изготовка на ваков текст на Закон за млади, од одредени причини тој текст тогаш беше стопиран и беше тргнат на страна. Со тоа сакам да потенцирам дека Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН има континуиран став дека треба да се донесе едно законско, сеопфатно решение кое ќе ги опфаќа младите луѓе во Република Македонија, кој ќе ги регулира нивните права и нивните можности. После долго време, денес сме сведоци дека тој процес, иако забавено, се враќа на потребните патеки. Пред да споменам неколку од областите во кои УМС на ВМРО-ДПМН активно придонесе во овој процес, вредно е да се напомене дека ние како политички подмладок се одзвавме на сите средби, на сите покани ги искористивме сите можности да ги артикулираме потребите на нашите поддржувачи, на нашите членови, секако во рамки колку што тоа ни го дозволија државните институции. Тука од се срце би сакал да им се заблагодарам на канцеларијата на ОПСЕ во Скопје за логистичката, техничката и квалитативната помош во целиот процес. Би сакал да им се заблагодарам на Охрид институт, кој што не седна сите како политички подмладоци и изградивме консензуален став, сите политички подмладоци за прв пат по долго време, дека политичките подмладоци треба да бидат застапени во Советот на млади и во другите тела. Исто така би сакал да им се заблагодарам на чадор организациите на невладините организации, на останатите невладини организации, како и на колегите од останатите подмладоци за нивната соработка, иновативност и креативноста со кои се вклучија во овој процес. Како политички подмладок кој секогаш силно ги бранил интересите на младите, се залагаме за инклузивен и широк консултативен процес, во кој сите млади имаат свој став, во кој сите млади кои што имаат став по ова прашање ќе можат да го искажат своето видување. Се уште не држи надеж дека ниту владините институции, ниту некои поединци од невладиниот сектор ќе посегнат кон затварање на ова прашање без доработка, менување и подобрување на постоечките размисли преточени во почетниот текст во почетната верзија на текстот од законот. Како најбројна младинска организација во државата активно предонесуваме во овој процес со наши представници на скоро сите средби на работната група, на ваков вид тркалезни маси, а со цел нашите гледишта, мислења и дискусии, да постигнеме на поквалитетно решение. Во делот на основните постулати во овој закон ние континуирано се залагаме за регулирање на возрастната граница на млад човек во согласно со пристапот од Европската Унија. Знаеме во Европската Унија регулирање на возрастната граница на млад човек се граничи со 29 години, а кај нас во сите, например, ќе ги земам политичките подмладоци е различно, некаде е до 26 години, некаде е до 28 и мислам дека е добро да имаме унифициран пристап, таа една граница на млади да биде во рамки како Европската Унија. Потоа, регулирање на националните младински организации според принципот на репрезентативност на млади и младински работници, покриеност на територијата на цела Република Македонија, спроведени активности за млади и учество на младите во нивната работа. Принцип на зајакнување на учеството на младите во јавниот живот и нивно информирање на сите нивоа. Принцип на солидарност и етика во младинското работење и работата со млади, како и плурализам во младинското здружување и организирање, како на локално, така и на национално ниво. Принцип на слобода на здружување на младите, слобода на младински иницијативи, автономија на младинските организации, како и децентрализација на младинските политики. Од овие принципи произлегува и дел од нашите предлози кои вреди да ги споменам денес. Како политички подмладок се залагаме политичките подмладоци како најбројна форма на организација на младите во Република Македонија да имаат свое место во локалните младински совети, како и во Советот на млади на Република Македонија, кој би представувало тело за координација помеѓу државните институции и репрезентативните представници на младите.
Во делот на подршка на младите предлагаме неколку суштински подобрувања. Да се определи дел од буџетот на Република Македонија кој што би бил наменет за проекти, мерки и активности поврзани со млади. Секако тука би ги издвоил поддршката за нови вработувања, стипендиите кои што се доделуваат на спортистите, на учениците, на студентите, изградбата на спортската инфраструктура, грантовите за младинските организации, затоа што нели како што викаме сите младите се иднината на оваа држава. По таа причина сметам дека треба да се определи некој минимален буџет со кој што би се инвестирал во прогресот и развојот на младиот човек. Потоа секоја општина да биде обврзана да отвори младински центар во кој ќе работи младински службеник, а останатите простории ќе бидат наменети за потребите на младите, односно младинските организации во општините. Да се поттикнува кариерното насочување и советување на младите преку формирање на кариерни центри и организирање на обуки, семинари од значење на младите за вработување, самовработување и поттикнување на предприемништвото кај младите. Развој на кариерни центри во секој плански регион или доколку е можно во најголемите две општини од тој плански регион. Формирање на постојано тело за следење и евалуација и напредување на студентскиот стандард со мнозинство членови млади луѓе предложени од собранието на млади. Финансирање на програми и проекти во областа на младински политики и дефинирање на приоритетни области кои би биле поддржани, а ќе се однесуваат на поттикнување на неформалното образование во младинскиот сектор, како и поттикнување на волонтерството и младинската работа. На крајот, дозволете ми да ја искажам мојата и подготвеноста на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН да продолжиме да придонесуваме во овој процес. Оваа поддршка за процесот меѓутоа не е неусловена. Ние отворено и принципиелно од почетокот на процесот се залагаме за отворена дискусија без задни намери, консензуално решавање на отворените прашања, изнаоѓање решенија кои ќе одржуваат реалната констелација на состојбите со младите во Република Македонија, но ќе нудат можности за подобрување на состојбите. Толку од мене, ви благодарам, понатака